Со отворањето на фабриките на Антура и Амфенол, Кочани ја намали стапката на невработеност, иако таа и понатаму е меѓу повисоките во државата, неофицијално околу 30%. Со новите инвестиции, Кочани се приближува кон просекот на ниво на држава. И статистички стапката на невработеност продолжува да паѓа. Таа во првото тримесечје од годинава изнесува 28,4%, што е помалку за 0,6% во споредба со 2013, а во однос на 2012 за цели 2,6%, па во земјава изнесува 28,4%, што е помалку за 0,6% во споредба со 2013, а во однос на 2012 година за цели 2,6% поени. Додека споредбено со првото тримесечје минатата година невработеноста паднала за 1,5%. Статистиката минатата година регистрира пониска невработеност во секој квартал. Така стапката во првото тримесечје од 2013 изнесуваше 29,9%, во второто 28,8%, во третото 28,7% и во четвртото тримесечје 28,6%. Од вкупното активно население од 958.392 лица, невработени се 272.115. При тоа и понатаму загрижуваат податоците за возрастната и образовната структура. Од вкупниот број лица без работа, најмногу или 166.531 лице се на возраст меѓу 25 и 49 години. Па затоа стапката на невработеност кај оваа структура изнесува 26,5%. Што се однесува до школската подготовка, најмногу невработени 131.712 се со средно 4-годишно образование и со основно образование 61.497 лица.